Штип има огромен проблем со уличното осветлување и речиси нема дел од градот каде што во вечерните часови светлина има доволно. Граѓанските реакции предолго не ги слушна никој, а сега нивна нова надеж е новата локална власт. Темно е, да, темно е, нема светло тука, нема. По главниот пат има, а тука нема баш. Не може да се На улицата не може. Тука ќе падне човек постар, Бог да чува, и може и да се утепи. Те, стари луѓе натам на темно не се гледа тоа. Се одеме на напад, сега шо? Треба да си има тоа осветлување, за тоа е да улично, да свете, да се гледа народ. Одат на работа, од работа доваѓат на вечер, ноќе. Абе, треба да биде подобро. Нека има подобро. Било кој да е, да има подобрување. Би требало, ама ние старите многу сме извисени, пазите деца, управувајте за вас. Треба, не да не треба, и тоа пуно треба. Се треба да функционира. Задолжен за вечерната светлина во Штип е економскиот оператор ИЦС Системи Дебарца, кој во наредните 15 години треба да го одржува уличното осветлување во општината. За новиот градоначалник Иван Јорданов, проблемот е реален и бара итно решавање. Во текот на овие неколку денови, откако седнав на функцијата градоначалник, направив состаноци со економскиот оператор кој што го добил тендерот, кој што од моја страна му беше даден налог да се придржува на договорот и да ги сервисира редовно потребите на граѓаните. Јас се надевам дека во наредниот период, во интензивна секојдневна комуникација со овој економски оператор, ќе направиме притисок да се редовно сервисира потребата од осветлување и да се придржува на договорот кој што го има склучено со претходната локална власт. Доколку тоа не е случај и не е пример, ние ќе пристапиме кон правна услуга за да имаме можност да го раскинеме овој договор. Според планот за улично осветлување, на Штипјани навечер треба да им светат 5500 улични светелки, но од нив исправни се едва и половината. Зошто на градот ова му се случува? Граѓаните заслужуваат вистински одговор.